Причините за смртта на 52-годишната прилепчанка во Прилепската болница во февруари, како и за смртта на двете дечиња во Битолската болница, едната во март, а другата во април, и понатаму остануваат скриени под мистериозниот превес на сомнежите на нивните најблиски. Од сите надлежни институции, долг неизвесен молк. Родителите на малата Јана, кои дури пред 2 недели за прв пат беа повикани да дадат исказ во Битолското основно јавно обвинителство, велат дека како одминува времето, тие се поубедени дека вистинските причини за нивната огромна и тешка болка најверојатно ќе останат закопани со нивното девојче. Се знае дека се ова е залудно. Сите се правдаат, демек не знаат уште ништо, дека за тоа требало време. Во ОЈО бевме повикани само ние, и тоа дури по 2 месеци од смртта на Јана. Од медицинскиот персонал немаше никој повикано, ниту пак од сведоците од медицинската школа. Никој. Јасно како ден е дека сакаат да ги прикријат фактите, да ги совпаднат резултатите од ДСЗИ со резултатите од обдукцијата и никој да не понесе одговорност за нашата трагедија, ни рече за Алфа мајката на малата Јана, Кристина Христовска. Во иста ваква агонија е и младата родилка Викторија Крстеска, која своето бебе го загуби само по 2 часа од раѓањето и без воопшто да си го види. Поминати се скоро 2 месеци, се уште немам никаква информација за обдукцијата на моето бебе. Иако како мајка треба да ме известат, за жал ми кажаа не смееме ништо да кажеме. Од медиумите дознав дека примероците биле испратени во судска медицина во Скопје. Ме интересира како ќе се договорат да напишат. Веројатно, како што беше и со отпусното писмо, испишана во добра општа здравствена состојба, а јас во животно загрозувачка. И се уште не знам што ќе биде и со мене. Верувајте, се плашам и од најлошото. Видно потресена, ни кажа младата Викторија. И покрај ваквата недозволива неожурност на институциите и преголемата болка и тага што ја носат во себе, и двете семејства велат дека немаат намера да се откажат од докажувањето на фактите за тоа што навистина се случило со нивните деца и кој е одговорен за нивната прерана смрт.